Од 11 јули до 25 ќе се случува камп во близина на општина Демиркапија, а Огнен Џабирски и Маја Крстеска се оние кои што ќе ги држат работилниците и вежбите. Што сушност ќе се прави таму, слушаме директно од нив двајца. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Aerial Arts или пак по наше воздушни уметности и бразилско џиу-џицу. Ова за бразилско џиу-џицу знам дека добро го кажувам бидејќи и така е. Дали Aerial Arts е воздушни уметности кај нас или? Да, така би се превело воздушни уметности или исто и циркуски дисциплини, пошто воздушни уметности може да не помешаат со падобранство и такви слични активности. Циркуски дисциплини што подразбира вртање, мотање околу јаже, нешто што прво кога ќе ми дојде на памет е пејачката Пинк, која што на некои нејзини спотови или настапи во живо најчесто го прави тоа. За кој е наменет овој камп, кој што ќе се случува од 11 до 25 јули, кој се може да биде дел и што всушност ќе се прави таму? Овака, кампот е од отворен тип, а пред се е во спортска конотација, значи наменет за луѓе кои или тренирали или се заинтересирани да тренираат во некоја од овие две дисциплини, бразилско џиу-џицу и Aerial Arts. Секој може да пристапи на кампот, нормално ние и двајцата имаме клубови, кои што имаат доста членови, нели е базирано се ова на голем интерес од нивна страна, меѓутоа и сите други клубови, сите други заинтересирани индивидуалци кои се низ земјата може да ни се приклучат, дали како некои кои веќе имаат искуство во овие две полиња или како некои кои можеби сакаат сега да почнат да ги истражуваат овие спортски дисциплини. Програмата е така дизајнирана да сме отворени да ги примиме сите и сите да имаат прилика да научат нешто и покрај тоа што нели во исто време би биле и комплетни почетници и луѓе кои кои што подолго време работат на истото место, на истиот тренинг и така натака. Добро, јас сум на пример почетник и сакам да бидам дел од кампот, без разлика еве дали се работи за Aerial Arts или за бразилско џиу-џицу и со какви вештини би се стекнал после тој речи си 15-дневен камп? Левитирачки. И индрети. Да, па ќе имате можност значи да освен или BGG и Aerial, ќе имате можност и за други работилници, дали ќе бидат, не знам, ќе имаме стои на раце, ќе имаме исто и јога работилници, техники на дишање, јога нидра и други заеднички тренинзи кои ќе може сите да ги работат. Освен или Aerial Silk, тоа се како две посебни дисциплини од Aerial и нормално бразилско џиу-џицу. Да, повелете. Многу нешто да ги испробате и да ги научите таму. Ми требаат претходни презнања или? Дефинитивно не ви требаат претходни презнања, бидејќи како што спомнав се е дизајнирано на начин да бидат сите кои ќе дојдат без разлика на искуството да имаат нешто да научат. За среќа и двете овие спортски дисциплини, бразилското џиу-џицу како боречка вештина и како спорт и Aerial Arts се прилично нови и како такви се отворени и се дизајнирани да функционираат во стил на тоа дека во исто време може на тренинг просторот да има луѓе од сите искуства и сите да излезат од тренинг просторот со нешто научено. Нормално некој што е поискусен ќе има прилика да се фокусира на различни работи, некој што туку-што почнува ќе научи и ќе извлече нешто друго. Меѓутоа на крај на денот од истата демонстрација луѓето може да научат многу, и секако во склоп на програмата која ќе биде всушност многу богата, ќе го исполнува секој час од денот. Луѓето ќе имаат прилика да имаат и специјализирани понапредни или специјализирани почетнички тренинзи, ќе имаат прилика за индивидуални тренинзи со инструкторите и така натаму, како и прилика за крос тренирање, нели? Тие што тренираат џиу-џицу да може да пробаат нешто од Aerial Arts, тие што тренираат Aerial да дојдат кај нас на џиу-џицу и така натака со оглед на тоа што сепак има одредена сродност меѓу двата спорта, меѓу двете дисциплини. Да, сте одбрале одлична локација. Јас доаѓам токму тој тиквешкиот крај, добро ја знам
ја добро ја знам локацијата, се работи за една убава природа, широка природа и пољана, каде што реков 15 дена речиси ќе ви трае кампот. Во однос на бидејќи еве го на свој начин го промовираме кампот, ќе има заинтересирани луѓе, какво ќе биде сместувањето таму, во што ќе се спие и слично? Сместувањето ќе биде шатори, со тоа што нема шатор, ќе му обезбедиме ние од наша страна, ќе се погрижиме за тоа. Значи, станува збор за акватика парк за или тие што не знаат, во акватика парк пржува кампот, местување негде во шатори, како што кажав. Сите неопходни санитарни услови ги има во самиот камп, има и кујни на располагање. Околу паркот има многу интересни места за посета, значи имаме исто така и екскурзии во програмата. Ние би сакале сега сите детали да ги откриваме, бидејќи кој нели, бидејќи на кампот ќе видиш. Така. Има изненадување како дел од програмата, така што нормално дека нема се да кажем, и тоа нема се да биде само тренирање, тоа дефинитивно. Спортско-извиднички камп. Сакам да ве прашам во однос на регистрацијата, во однос на оние кои што сакаат да се пријават. Какви се курсеви имате таму, всушност каква е организацијата на часовите кои што ќе ги давате, како можат луѓето да дојдат? Сигурно нема некој да дојде со кола да се паркира таму и 7 дена да седи во кампот кој што го организирате вие. Значи, ако некој така дојде, добре дојден да седи во кампот, меѓутоа нема веројатно да биде дел од спортскиот програм. А што се однесува до пријавување за ова што ние го нудиме како пакет, и пријавата оди онлайн, може да не најдете секаде по интернет, доволно Inverted Camp да се напише на Google и прво нешто што ќе излезе сме ние. Постои вебсайт, постојат профили на сите социјални медиуми и регистрацијата е прилично лесна во 2 чекори, со тоа што откако ќе одберете пакет, сите тие информации се на сајтовите, постојат неколку пакети, зависно од тоа кој колку седи, бидејќи во тие 15 дена кои веќе ги спомнавте, всушност ние имаме 2 смени, во обид да им излеземе во пресрет на повеќето луѓе во однос на нивните летни аранжмани, таа што некој може да седи една смена, некој може да седи целите 15 дена, а некој може да дојде само на 2 ноќевања, односно 2 или 3 дена. Пријавувањето вклучува уплата во однос на одбраниот пакет, дали електронски или директно, и праќање на потврда за таа уплата на нашиот мејл, пошто има директно редирект до еден формулар кој што нас ќе не информира малку повеќе за дали некој има одредени здравствени проблеми, дали некој има преференција тип на исхрана и така натака. И од таму сте регистрирани и одите директно во Facebook група, каде што имате нон-стоп контакт со некој од нас двајца, како и многу повеќе детални информации, особено како што ќе се наближува времето на одржување на кампот. Така, јас знам сега дека бројките се паднати, веќе ретко се разговара за корона, меѓутоа под посебни протоколи некој кој што ќе го организирате се тоа? Секако да, нормално дека ќе се држиме до сите пропишани протоколи од страна на владата на Министерството за здравство. Со тоа што нели кампот ќе биде на отворено, значи шаторско зместување, све ќе се случува на отворено, сите тренизи, екскурзии, оброци, све ќе биде на отворено, така што верувам дека многу помала ризикот да дојдете на камп отколку на некои други места. Плюс нормално ќе бидеме во граѓаничен број, значи нема некоја преголема гужва да се прави таму, така што ќе бидат сите безбедни со многу без воопшто ризик од трансмисија. И за крај, кратко, извинете дека ние двајцата всушност водиме клубови кои се отворени од лани, од кога прекина нели тој првиот подолг локдаун, и во затворени услови, во ситуација кај што џиу-џитсуто е контактен спорт, а во ЕРЛ доста луѓето исто доаѓаат во контакт при демонстрации и слично, а не сме имале во година дена случај ниту во едниот клуб на ковид, бидејќи веќе имаме тестирани мерки и протоколи кои се спроведени,
а меѓу двата клуба сигурно има повеќе од 150 луѓе кои активно имаат тренирано во текот на изминативе година дена. Да, ми го одговоривте прашањето за крај. Јас ќе ви се заблагодарам на одвоеното време и за овој разговор. Ви посакувам успешен камп, ви посакувам што повеќе учесници и сигурно после тоа да ги видиме, условно кажано, последиците од тие тренинзи. Благодарност. Ве благодариме. Благодариме на поканата.